Македонија имаше право да се надева дека 1997 година ќе биде подобра од претходната, иако постојната состојба на политички, економски и меѓународен план не ветуваше такво нешто. Кон средината на месецот, незадоволни од изготвениот предлог закон за јазиците, на кој се изведува наставата на Педагошкиот факултет во Скопје, околу 1000 студенти одржаа мирен протест пред Филозофскиот факултет во Скопје. Па за време на протестот и пред протестот се случуваше една, би рекол, социјална драма во Македонија. Законот за високо образование беше капката што ја прелија чашата на младинското незадоволство, затоа што припаѓавме на една генерација која што преку своите очи ја виде транзицијата која што се прекршуваше на грбот на нашите родители. Она што беше за нас важно е да кажеме дека постоиме, да кренеме еден глас, да се представиме себе си, да збориме во името на нашата генерација, која што имаше и социјални и политички поинакви размислувања од актуелната власт. Имавме конкретни барања, тие беа политички и тие беа издржани. Владата да го повлече предлогот за донесување на закон за јазиците, на кој се изведува наставата на Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје од собраниска процедура. Доколку владата не го повлече предложениот закон од собраниска процедура, пратениците во Собранието на Република Македонија предлагаме да не гласаат за неуставен закон, а Министерката за образование и физичка култура бараме да поднесе оставка. Делегација на студентите беше примена од премиерот Бранко Црвенковски и од Министерката за образование Софија Тодорова, но оттаму излегува незадоволни. Сенатот на Универзитетот Свети Кирил и Методи ги поддржа студентите и побара од Собранието на Македонија законот да биде повлечен од процедура. Додека траеше собраниската седница, која го разгледуваше законот за високо образование, студентите протестираа пред собранието. Малцинствата треба да се интегрираат во високообразовниот систем на службениот државен јазик во Република Македонија, а истовремено и уставот го гарантира тоа. Младоста ни помогна да бидеме посмели и да го направиме тоа на еден помасовен начин. И мојата оценка е дека тие студентски протести беа прва до тогаш артикулирана порака на македонската младина со цел да се разбуди јавноста и да се придвижи политичката сцена. Јануари. Собранието го донесува законот за јазиците. На Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје се воведува наставата и на албански јазик. Овој закон вели дека на Педагошкиот факултет во Скопје за предучилишна и одделенска настава се дозволува студирање и на јазикот на националностите, ако има повеќе од 20 студенти од одредена националност и ако се обезбеди кадар за тоа. Со тоа би се овозможила подобра интеграција на националностите во општеството. Почитувањето на овие одредници на теренот на образованието предпоставува обезбедување на образование на припадниците на националностите на мајчин јазик во нашиот систем политика и практика. Тоа е на ниво на предучилишно основно и средно образование, но исклучува постоење на паралелен и целосно затворен систем на образование врз етнички основи, исклучува паралелна мрежа на високообразовни институции во кои наставата би се изведувала на јазиците на националностите. Албанските партии беа против законот. Тие бараа да се легализира Тетовскиот универзитет, што би било целосно решение на проблемот, а не парцијално, како што е предложено. Јас да кажам дека не се планира легализирање на така наречениот Тетовски универзитет во законот кој е во постапка за донесување. И мислам дека власта направи калкулација
можеби не баш оно соодветна, дека со формирање на педагошкиот факултет или враќање на паралелките и проширување на повеќе области ќе се амортизира таа акција, значи посебна за формирање на посебен универзитет на албански јазик и значи се бараше компромис. Законот со мнозинство изгласан. Во услови кога бевме преокупирани со многу други проблеми, што сигурно не е оправдување, не најдовме време и модуси тоа прашање да го затвориме институционално. Од тука сосема беше јасно дека може да се очекува под припадниците, поготово на албанската етничка заедница, тоа прашање да се отвори и да се направи обид да се решава вон институционално. Протестите на студентите стануваат секојдневие низ скопските улици и се повеќе добиваа на масовност. Се бара оставка од Министерката за образование. Зошто си овде? За протест против законот што го донесе владата. Кој го организираше? Се организиравме самите. Затоа што во педагошкиот факултет имало албански јазик воведено. Против тоа сме тука сите. Што ова има устав и ќе се одржи тој устав. Кој го напишал, нека излезе тука со нас. Студенти на педагошкиот факултет заедно со студентите кои поддржуваат иницијативата за бојкот на наставата и мирни протести бараме веднаш актуелниот министер за образование Софија Тодорова да поднесе неотповиклива оставка на функцијата. Ние, горе споменатите представници на студентите, не сме против почитувањето на правата на малцинствата, согласни со меѓународните стандарди, ниту против правото на настава на националностите во основното и средното образование согласно со највисокиот правен акт на македонската држава, но со сите законски средства докрај ќе се спротивставиме за обидот за создавање на етички чист универзитет, на разградување на Република Македонија за создавање на паралелни институти на системот кој водат во федерализација и поделба на нашата држава. Вториот дел на протестите беа уште помасовни. Власта веројатно се обидуваше во еден дел од протестите да не пренесе жени преку вода и очекуваше дека тоа незадоволство е сезонско, дека е дневно, викенд или неделно незадоволство, но протестите од едно студентско движење и младинска порака се претворија во протести кои што наидоа на широка поддршка од граѓаните на Република Македонија. Во тој период, студентите остваруваат средби со председателот Глигоров, со господин Михаил и со други видни личности во државата. Јас и ноќеска се молив за вас. И вчера се молев за вас. И овие мои браќа, сигурно и тие кои слушаат, и тие се молеле за вас. И ние сакаме на вистина се да биде раководено од Бога, со Него Божи благослов. Во тој момент, во подем беше македонскиот национализам. И све што не кореспондираше со очекувањата на македонскиот национализам, тоа беше како ерес, како непријателство, како предавство и така натаму. Значи, национализмот и едниот и другиот национализам на Македонија прават само штета. Протестите добиваат се повеќе на масовност. Се приклучуваат средношколците, како и обичните граѓани. Се приклучуваат средношколците и од другите градови. Во текот на протестите, агресијата расте. Овие протести им послужија на средношколците како прекрасен изговор да не одат на часови. Зошто протестират? И тоа е против уставот и тоа треба да се укине зашто го прекршија уставот. Што браниш во уставот ти? Македонски јазик. Само тоа. Све што е поврзано со тоа. Остварена е средба и со министерката Тодорова. Изнесени се барањата за повлекување на законот и низина оставка. Направивме и неколку минути муабет со министерката околу тоа што се случува во моментов надвор. Но на средбата јас изразив загриженост за начинот на кој се реализираат овие протести во текот на вчерашниот и денешниот ден, особено загриженост за фактот што меѓу присутните најголем број отпаѓа на средношколската младина. Конкретно за законот за педагошки факултет, самата изјави една дезинформација во која вели дека целата македонска јавност го прифаќа тој закон.
Тогаш беше една тесноградост. Тогаш се ослободивме дека ќе не биде и можеме да си дозволиме малку национализам и малку да мразиме некого без везе. Тогаш прв пат почнаа тие мали тензии да излегуваат од една заедничка политика и да покажуваме една поголема плуралност, па дури и националистички ситни изблици. Абсурд беше од такви млади луѓе, студенти, толку жестоко да бидат против едно учење на мајчин јазик од нивните колеги, врсници, да речеме во Тетово, во Скопје или секаде. И во исто време, не може би за неколку дена, па се случаја исто така демонстрации во Тетово на студентите од тој така да речем тогаш универзитет. Така што дојдовме до една ситуација која беше многу опасна тогаш во однос на меѓуетничките односи. Тоа е дел од тие прашања на недоволно разбирање на македонците на барањата на албанците. Затоа што навистина сметам дека не само што тоа албанците го заслужуваат, туку и Македонија немаше никаков проблем. Македонија до ден денеска нема проблем од што повеќе запишени на факултети албанци, нема проблем од запишени во средни школи албанци. Проблемот на Македонија настанува од тие албанци кои не сакаат да учат, кои остануваат со 8 оделение или без 8 оделение. Колку повеќе цивилизацијски и културно тие се издигнуваат, толку имаме повеќе простор да се доближиме и да живееме заедно. На крајот на февруари, Организациониот одбор на протестите објавува дека ако не се исполнат нивните барања, тие ќе стапат во штрајк со глад. До понеделник 00 часот не биде остварено некој од нашите барања, ние во вторник повикуваме на генерален штрајк, протест на ниво на цела република, а дел од Организациониот одбор ќе почнат со глад со штрајк. Штрајк со глад. Тоа беше последниот метод, последната алатка која што бевме принудени да ја употребиме, за да ја покажеме сериозноста на пораката зад која што стоиме и барањата кои што сметавме дека се издржани. Се одлучивме на штрајк со глад и бевме заедно отприлика 14 студенти. На 18-тиот ден од протестите се поставува шаторот во градскиот парк. Најпрвин полицијата не го дозволува подигнувањето на шаторот, но ситуацијата брзо се стабилизира. Ни даде одобрување за поставување на овој шатор. Меѓутоа полицијата не ни дозволи да го поставиме и влезе овдека и настана еден инцидент предизвикан од полицајците. Совеќам до целата македонска јавност од утре слободно да се приклучат на овој мирен протест и бараме поддршка од сите политички партии, затоа што сметаме дека треба да не заштитат. Нашата сигурност не е гарантирана. Да им е јасно и гласно дека утре во 12 сатот ние го поставуваме шаторот и не може никој да не спречи. Само ако ни донесат црно на бело дека ова одобрување се поништува, тогаш нема да го поставиме. А иначе по секоја цена ќе го поставиме, па го потребно ќе се степаме. Не беше лесно за нас, затоа што бевме луѓе кои превзедоа товар, веројатно поголем отколку што очекувавме дека можеме да го поднесеме. И како притисок на јавноста, и како притисок на нашите семејства и родители кои што има одредени неприлики заради нашите ангажмани, но и како притисок од самата популација која што не поддржуваше и очекуваше ние да ги оствариме социјалните, образовните и политички барања кои што ги испорачавме до тогашната актуелна владеачка гарнитура. И без дозвола и без шатори ние ќе седиме тука, ние сме тука. Во вакви случаи најмалку е битно дали е дозволено или не е дозволено, нели? Се работи за еден протест кој што е дел од демократското милје на животот во една држава, Република Македонија демократска држава. Така да мислам дека формализирањето, издигнување шатор со дозвола и без дозвола е безпредметно во оваа ситуација. Се покажа дека таквиот подвиг вроди со плод. Вроди со плод затоа што се покажа истрајност и решителноста младите луѓе и се покажа дека со едно миролюбиво средство може да се предизвика и морално, ако не поинаку,
да се победи игнорантскиот однос на власта. Бидејќи на нас полицијата јако имаме дозвола да го поставиме шаторот, не ни дозволија, па се надевам дека и вас нема да ве спречат во тоа да ни помогнете да го поставиме шаторот денеска. Ние после завршувањето на протестите ќе го очистиме целиот Жена парк и секој од нас ќе засади по 3 дрвца за да видат екологистите дека и ние сме екологисти, не се само тие. Тие студенти беа посетени од видни интелектуалци, професори, политичари, луѓе кои ние мислевме дека не ги потикнуваа само да бидат против учењето на мајчин јазик, туку тие беа потикнати да се искористи сепак тој елан младалачки или на тие студенти, за да не се направи нешто повеќе во тоа што значи уривање на таа власт, односно на таа влада. И ова право го имаат студентите и никој заради тоа не сме да ги квалификува како мрачни сили кои што сакаат да ја рушат државата. Тоа е едната работа. Другата работа е што јас лично сум несреќен што е избран ваков начин на протест со гладување кој што може да ги загрози животите на овие млади луѓе кои што имаат право на свое мислење. Стално бараме итна седница на собранието, не се свикува, се одлага. Мислам за тоа се провоцират вакви акции на студентите, вакви одлуки. Мислам оти работите може да земат лош правец, што не е добро. Еден апел до вас да престанете со штрајк за глад, а длабоко верувам дека за сите работи можеме да се договориме и ќе разговараме секаде. Како што досега дојдоа, ве повикуваат да го прекинете штрајкот и да побарате решение преку институциите. Да, сите не повикуваат, меѓутоа не можам да тврдам што ќе се случи, затоа што треба сите заедно да одлучиме. А нивниот апел и нивната поддршка ги прифаќаме, затоа што знаеме дека се добронамерни. Опозицијата која беше надвор од парламентот, мислам дека ги користеше сите можности за да го искаже незадоволството во одредени сегменти и низ такви протести, уфрлувајќи нивни членови од партијата. Можем да ја кажем дека ние не сме учествувале во тоа нивно основно организирање, иако некои наши младенци се придружија, некои од тие лидери на тоа движење станаа после членови на ВМРО ДПМН од тоа време. Меѓутоа, ние како раководство самиот почеток не затекна. Едноставно тоа беше некоја студентска иницијатива која ние политички, како да кажам, дневно политички ја искористивме и влеговме во таа приказна. Во наредните денови, состојбата на штрајкувачите се влошува. Некои од нив паѓаат во несвест, додека другите се обидуваат да издржат. Предходните неколку дена двајца беа хоспитализирани во болницата и еден дури од редарите падна, сега и нашиот другар Васко. Имаше блага несвестица, му се повраќаше, но нема што да поврне. Има болки грчеви ненормални. Сега дојдова медицинската екипа, измерија притисокот му бил многу низок. Сака да ни изнурат за уште еден ден. Нема проблем, ќе им дадем уште еден ден, ќе им дадем уште 5 дена. Од овдека нема да се повлечеме. Ние успеавме на некој начин да ги амортизираме со тоа што полека успеавме тоа прашање да го вратиме во институциите на системот, заправо во собранието. Предлогот на декларацијата го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. И тука, после една многу жолчна, но сепак конструктивна дискусија, успеавме да се осогласиме околу една содржина на декларацијата за унапредување на меѓуетничките односи на толерантна основа, која што беше прифатена во собранието и која што за среќа беше прифатена и од студентите и средносколците кои што дотогаш штрајкуваа, а по прифаќањето на овој акт донесен институционално во собранието на Република Македонија го прекина штрајкот. Констатирам дека собранието ја донесе декларацијата за унапредување на меѓуетничките односи во духот на толеранцијата, диалогот и заемното почитување и доверба. Студентските протести за прв пат се случија во Република Македонија во 1997 година и за прв пат беа, сметам дека еден добар капитал во развојот на македонската демократија. Тие луѓе кои што тогаш беа дел од студентските протести
денес се дел од различни сегменти на нашето живење. Некои се дел од политиката, некои се дел од образовниот систем, некои се дел од судскиот, некои се дел од спортскиот, културниот живот во нашата држава, но сите тие се еден чинител кој што покажа дека со сопствени сили младите луѓе можат да бидат предвесник на политичките и социјалните менувања на подобро во своето општество. На самиот почеток на јануари избиваат масовни протести и нереди во Бугарија, која запаѓа во длабока стопанска и политичка криза. Овој настан како да навестува еден поголем кризен бран кој се спрема да го зафати целиот регион. На крајот на февруари во слична криза запаѓа и Албанија. Протести, нереди и безредија започнуваат со откривањето на така наречените пирамидални штедилници, чија пропаст осиромашува многу слоеви население. Кризата од Тирана се шири особено на југот на земјата. За време на протестите во Албанија беше ограбено целото оружје од магазините на армијата. Заради ова, армијата на Република Македонија е ставена во состојба на готовност, а една недела потоа, трупите на УНПРЕДЕП, кои според мандатот требаше да ја напуштат Македонија, го запреа повлекувањето. Во транзицијата, луѓето добиваа многу креативни идеи за брза заработувачка. Уште во 1996 година почнаа да се случуваат вакви измами на граѓаните. Прв поголем настан се случи со штедилницата Македонија Реклам. Еве ги договорите, имам 27.000 марки во Македонија Реклам. А верував дека е сигурно предпријатие, сигурна фирма, каде што ќе можам редовно да добивам својата камата и редовно да нормално да располагам со средствата понатаму. Поштено сме ги вложиле, сакаме поштено на поштен начин да си ги земеме тие пари. И лажеше луѓето, каматата е покача од сите банки, да ги извлечиме за да ги ставиме тука, додека он си створе свој капитал и се веројатно он си се осигура со се и нас сега не оставе на цедило. Значи се појавуваат многу често такви авантуристи кои што сакат да искористат незнаењето на луѓето и кои што знаат дека сите се свесни дека одиме во некој капитализам, а тој капитализам прави богати луѓе. Епа, ако веќе прави богати луѓе, нема некој кој што не сака да биде богат. Му се решаваат неговите проблеми животни кои што сега ги има и многу лесно влегува или прифаќа овакви облици на чудни форми и на штедење и на малверзации финансиски. И во Македонија се случи тоа. Се работи за еден грабеж зад кој државата молчи. Од она што требаше државата и органите надлежни за вакво нешто да го направат, со самите тужби што ги поднесовме и пријави до органите, ништо не е направено, се сомневам дека ова е правна држава. Организиран криминал. Од 1996 година се случува пропаѓање на одредени предпријатија кои што не беа под јурисдикција на Народната банка на Република Македонија, а станува збор за предпријатијата Македонија Реклам, Џамаданче. Тие беа почетни скромни показатели дека има одредени појавни облици на пирамидално штедење во Република Македонија, меѓутоа не од толкав обем за да јавноста биде вознемирена, а во исто време пак во соседството се случуваат такви настани. Познати се случувањата во Бугарија, во Србија. Паралелно со тие настани, во почетокот на април 96 година, ТАТ, како успешна штедилница во Битола, отвора представништво и во Скопје. Таа година, за жена менаџер на годината, е прогласена токму Сонја Николовска, како признание од владата, по препорака на премиерот Бранко Црвенковски. Еден приличен број на такви штедилници се појави кои што нудеа огромни каматни стапки и многу луѓе се помамија. Нормално. Се помамија затоа што мислејќи овој вишок ќе го направам многу брзо, ќе порасне, после тоа ќе можам да учествувам во некоја приватизација, па ќе направам капитал, па ќе бидам многу моќен човек. Тоа е човечки. На 6 март, Народната банка на Македонија ја става под контрола штедилницата ТАТ во Битола.
Илјадници измамени граѓани останаа без својата заштеда. Социјален мрак ја обви битолската чаршија. Еден податок вели дека прв индикатор за новонастанатата состојба беше падот на прометот во чаршијата за околу 70%. Митинзите и собирите на измамените штедачи стануваат секојдневие. Се бараат оставки во владата. Се најавува граѓанска непослушност. Главниот виновник е Сонја Николовска. Од денес се прогласува граѓанска непослушност, која за почеток се однесува во следното: неплаќање на порезите. Господјата Сонја Николовска да ги објави имињата на оние кои ги ограбија нашите пари до 5.5.97 година понеделник. Во противно, ние ќе ги најдиме и објавиме во најкусможен рок, со барање да им се одземат пасошите и да одат таму каде што му е местото, во затвор. Пирамидалното штедење што се појави во речиси сите земји во транзиција дојде како резултат прво на големата либерализација што се дозволи во формирањето на банки и штедилници, со мал капитал и многу сомнителен капитал влезе во формирањето и со неадекватното регулирање и немање на кадар за супервизија врз банките и штедилниците. Јас бев во владата тогаш и се сеќавам на 2 пати доаѓаше директорот на Стопанска банка од Битола да ми кажи дека во Битола со штедилницата тат е еден надуен балон кој што е прашено време кога ќе пукне. И јас на 2 пати бев кај тогашниот гувернер да му ја пренесам поракава, он ми ги ваѓаше билансите на тат, каде што целокупното кредити што ги имаа дадено беа покриени со девизни депозити. И вика, нема почиста, подобра е од било која банка, нема поголема покриеност ни на друга банка или штедилница од колку ова. Многу е сигурна работа. Тоа значи се дава двојно книговодство се водело. Едно реалното таму, а друго за потребите на Народна банка. Вкупната штета е над 110 милиони германски марки, а оштетени се преку 25.000 штедачи. Мора да оставиме да се изврши вештачењето, затоа што тоа е од големо значење за вас, се разбира и за мене. Без обзир тоа што гувернерот донесе предлог за стечај, јас ве убедувам и ве уверувам дека се уште има шанси за тат, затоа што ние ќе ја искористиме правната регулатива, ќе бараме секаде правно да се произнесиме, а се надевам онаму каде што се обративне дека ќе ја добиеме потребната помош. Тат беше еден ужасен економски, социјален, правен, секаков земјотрес за Македонија. Тоа беше голем шок дека такво нешто, таква кражба може да се случи во земјата. Криминал се собра и се отуѓи, се украде. Сето она што остана за собирање по трансформацијата или грабежот наречен приватизација. Последиците беа огромни по штедењето, по маката на стотици илјади луѓе, по загубените стотици животи. Многу луѓе едноставно умреа. Им експлодираа срцата, душите. Судската постапка се води против 7 обвинети во процесот, меѓу кои има и личности од високите општествени кругови. Тука е градоначалникот на Битола Силјан Мицевски, како и заменик гувернерот Томе Неновски. Се бара некакви, вообичајно тоа се вика жртви, кои што ќе треба да ја покријат целата таа афера и да се обезбеди покритие на случувањата со барање на кривци. Еден од тие, најдај мене, нели, и напиша едно обвинение во кое што имаше се и се што. Не можам да ви представам што се беше напишано во обвинението, само за да може да биде тоа потешко. И како се одвиваше после процесот судски, си обвиненија паѓа едно по едно, затоа што беа недокументирани. Јас го отфрлам обвинението
Затоа што сум седната на ова обвинителна клуп. Се колнам пред сите вас, оти сум невина. Невина сум, затоа што извршив наредба од директор. Не се чувствувам виновен, имам верба во судството и таа верба досега ми поможи да истрам. По 20 на судски рочишта донесена е пресуда. Судењето е пропратено со многу контраверзии, кои до денес се необјаснети. Во појавата на ТАТ се појави нешто што има карактеристики на нешто што досега не е олицетворено во смисла да се каже дека таму имаше грабеж. И никој до ден денес не е суден за грабеж. Зошто го велам тоа? Од кога се отворија сметките во штедилницата ТАТ, после тоа се утврдија две карактеристични работи. Едната е дека во имотот, во билансот на штедилницата се појави висок износ на хипотеки. Имотот, земја, куќи, станови, така натаму, како покритие за претходно одобрени кредити, и тие чинеа во тогашна вредност некаде меѓу 55 и 60 милиони марки, а целината на штедните влогови беше околу 100 милиони марки. Што значи дека околу 55-60% од тие штедни влогови биле дадени во кредити, обезбедени со хипотеки, и во тој дел не може да се зборуваме апсолутно за некакво пирамидално штедење, затоа што тие пари биле насочени таму кај што биле насочени. Вториот дел што е карактеристичен и на кој што се фрлаше долго време, па и до ден денешен прашина, е тоа што во пред зорието, би рекол, на официјалното прогласување на пропаста на ТАТ, се случи еден одлив, силен одлив на пари од сметката на ТАТ, кој што изнесуваше околу 33 милиони марки. Значи, ако вкупните штедни влогови биле 100 милиони, 33 милиони марки само за еден месец се одлеале. Некој ги прибрал. Како ги прибрал, то никој никогаш не го каже. Тоа дури се спомнуваше дека во штедилницата тогаш имаше некој од тогашните властодржци вложил дури одредена сума на државни пари, за да може преку високите камати кои достига и преку 20% месечно да остварува висока камата, која што понатаму се делела, кој знае кај се делела. Според тоа, ако 60 милиони во хипотеки биле присутни и 33 милиони одлеани, што е потврдено дека се одлеани 33 милиони, е веќе парите кои што требало на крај да се обелоденат и на тој начин да се затвори проблемот на изгубените штедни влогови на многумина, на повеќе илјади граѓани во Република Македонија. Тоа е криминал. Значи, аферата ТАТ е криминал. Меѓутоа, за да се овозможи тој криминал, одговорност има пред се во ненавременото формирање на супервизијата во Народна банка, која што требаше да го открие навреме и да го спречи во самиот почеток. Еден единствен пат било случај да се спречи контрола на работењето на штедилницата ТАТ. Тоа било некаде средината или крајот на февруари 1997 година и тоа е официјално признание пред судските органи од тогашниот гувернер Станоевски дека во договор, така рече тој во договор, а јас би рекол можеби по налог на тогашниот премиер Бранко Црвенковски, тој наредил да се спречи постоечката веќе движечка контрола во штедилницата ТАТ со образложение, го давам во наводници, тоа е така и напишано во книгите, да не се спречела паника меѓу штедачите. Контролата за персоналниот данок, како и за се друго, се вршеше во моје отсуство додека бе во притвор. И записникот за извршената контрола од Управа за јавни приходи Битола до денес не ми е доставен ни да го видам, ни разгледам, а уште помалку да го обжалам. Во тој период Министерството за внатрешни работи влегло во штедилницата ТАТ и неосновано, без никакви налози, собрало огромна количина на документи. Тие документи биле сместени во две големи црни вреќи, значи тоа не е измислица на никого во земјава, туку тоа е факт кој што го потврдува тогашниот виш јавен обвинител на Битола со документ кој што е подпишан и заверен од вишото јавно обвинител Битола и во кој што тој прецизно вели дека 4 службени лица од МВР, 2 од централата во МВР во Скопје и 2 од битолскиот МВР, нели, собрале колку што собрале и то на селективна основа, така и тој вели дека ги селектирале документите, ги однеле кај ги однеле и она што им требало да соопштат во јавноста соопштиле, додека другото ден денес го нема никаде и така да оние 600 привилегирани штедачи од врвот на власта ги нема никаде. Веројатно во тие вреки се завршиле нивните документи. Вториот документиран факт е дека во тоа време дали МВР заедно со МВР или сама по себе Народна банка на Република Македонија на чело со нејзиниот тогашен гувернер и веројатно представници од службата за општествено книговодство легле во штедилницата ТАТ и ги собрале сите расположливи готовински средства кои што биле на располагање, првенствено девизи.
Направен еден записник, кој што исто така јас го имам и властите го имаат, значи записник во кој што се вели дека се прибрани не знам какви поени, долари, марки и така натаму, дека тие биле ставени во вреќи, вреќите се ставени на чување во трезорите на службата за општествено книговодство и она што е најкарактеристично, вреќите биле врзани со обична врвка и тоа е напишано. Со обична врвка. Ако се врзуваат пари, тогаш се врзува на специјален начин, се ставаат восоци, се става штембил врз восокот, за да може да се види дали некој отворил насила и дали направил некаков упат во тоа што е во содржината на вреќите. Значи, во овој случај можел било кој имал допир до тие вреќи, само да ги одврзи врвките, да ја пикне враката внатре, да брцни внатре, да земи толку колку што враката ќе му фати, да ги стави во джепот и повторно врвката да ја затвори без да има никаква трага дека некој отворил врвка. Според тоа многу чудни случувања имаше таму и се направи обид да се фрли прашина за да се скрие она што во основа кривичниот закон го познава, тоа е грабежот. Обвинетата Сунја Николовска на единствена казна затвор во трајање од 8 години, во која се засметува и времето поминато во притвор од 6.3.1997 до 24.4.1997 година, а за продолженото кривично дело даночно затајување по член 279 став 2 во врска со став 1 и во врска со член 45 став 1 од кривичниот законник и со парична казна во износ од 250.000 денари, која да ја плати во рок од 3 месеци по правосилноста на оваа пресуда. Сепак и до ден денес остана неоткриено кај кого се одлијале парите од вреќите. Најголемиот проблем беше како да им се вратат парите на штедачите. Јас казните не би коментирал со оглед на тоа што нас основно не е да се вратат парите на штедачите, иако судскиот процес заврши, ние се уште не добивме одговор на прашањето каде се штедачите, парите на ограбените штедачи. Откако се направи стратегија, започна исплатата, која ќе трае подолго време. Филијалата Битола е спремна да почне со исплатата на штедните влогови од штеделницата ТАТ на 23, почнувајќи од 7 часот до 13. Секој штедач со себе треба да го понеси чекот, лична карта или пашапорт и штедната книжка. Вие дали би штеделе? Ќе би штеделе, ама да има малце подобрување овака на ваков начин не може да штеди. Тешко вакви услови додека не се регулира со строги закони да се прецизира сето тоа. Повеќе никогаш. Со документи му остава аманет, повеќе нека го фрлат, нека одат, нека го прокоцка или нека му одат на некој што е зависен за лепчето, ама штедење никако. Гледате, и ТАТ и другите неколку пирамидални штедилници беа дел од политиката на Социјалдемократскиот сојуз во тоа време. Не можете да барате вина во некој друг ако се сочите дека целата власт во Република Македонија од Народна банка до Министерство за финансии, цела влада е нивна. Во случајот на ТАТ не се работи само за штедилница афера, туку се работи за еден октопод кој што ако го расчениме до крај, не знаеме до каде по одделните пипци на тој октопод ќе стигнат било по хоризонтала, било по вертикала во висина на институциите. И ние и ден денеска не откривме кој беше министерот во тренерки, не откривме кој се имаше кредити по властени камати, кој се добиваше енормни камати на минорни заштеди. После аферата ТАТ произлезе дека низ целата република има слични случаи, заради што тогашниот премиер ја покрена и таа кампања Октопод, односно борба против корупцијата, меѓутоа бидејќи системот беше речиси еднопартиски и во тие афери беа главно вклучени структури на власта, не можеше да се очекува дека кампањата Октопод ќе даде некои резултати и вистина така излезе. Ако влегуваме оваа битка, највисок државен интерес е да влеземе во битка со овој криминал до крај. Кој од нас ќе остане да седи во влада, кој од нас ќе остане да седи во парламент, тоа е друго прашање. Најмал проблемот е сега колку ќе трае оваа влада на чие чело ја се наоѓа. Или овој парламент во кој што вие седите. Бидејќи, валјда не ни е сеедно каква држава ќе оставиме на оние после нас што ќе дојдат во владата или во парламентот. И дали воопшто ќе имаме држава ако со ова зло, со оваа болест не влеземе безкомпромисно сега да се судриме.
Па има една поговорка која вика се треси гората, се роди клушецо. Така беше и неговиот повик дека еве ти ни СДСМ, ниту СДСМ ќе бидат куртули од таа работа, меѓутоа СДСМ очигледно куртули од таа работа. А тоа се направи на начин како што го опишав, со криење на документите кои што полициските службеници го направија со прибирање на тие документи. Не треба да зборуваме само за пирамидални штедници, зашто не се зборува за проблемот на Стопанска банка. Стопанска банка во тој период 2 пати беше донесена пред банкрот и 2 пати санирана од буџетски пари. Едноставно кредити, пари давајни без покритие, без хипотеки, повторно нормално се разбира на структури блиску до самата влада. Во втората половина од годината, власта зборува за крај на комерцијалната приватизација. Од околу 1200 предпријатија на списокот од Агенцијата за приватизација, досега се приватизирани околу 1100 предпријатија, односно 90% со вкупен број на вработени од околу 160.000. Иако проценетата вредност на приватизираните предпријатија изнесува 3,3 милиарди германски марки, во готово се собрани само 24,7 милиони марки. Темата приватизација е многу привлечна. Никој не ја сака. И секој кој што сака да го опсуе, него рече тоа е приватизацијата, вака и онака. Македонијата сама на себе си ја прави лоша услуга, што се уште виси во таа тема. Таа тема е завршена. Во текот на дотогашниот целокупен процес на приватизација, во Македонија странски капитал единствено влезе само во 12 предпријатија во износ од 44 милиони германски марки. Продолжуваат абсурдите со приватизацијата, зашто зборува случајот со Лотарија на Македонија. Спротивно на законот, кој ги исклучуваше од приватизација предпријатијата од ваков тип, лотаријата се приватизира според моделот на менаџерски откуп, при што сите вработени се декларираат како менаџери. Ревизија на приватизацијата апсолутно сум против. Затоа што тоа е историски процес, тој не е фер процес, во него има доста работи што не се до крај расчистени, меѓутоа треба да се заклучи. Ние преку непотребното продолжување на дискусијата вака треба приватизацијата е завршена 98 година практички. Останаа 10-15 предпријатија да довршат некои плаќања, некои. Меѓутоа таа е завршена 98 година и треба да се гледа напред. Не може црно-бело да се гледа на процес. Не може црно-бело. Приватизацијата, јас велам, до 98 година во основа беше и транспарентна, се почитуваше законот, имаше проблеми, имаше злоупотреби од страна на моќници, во одделни фирми, директори и така натаму. Сигурно дека имаше. Имаше настојување некаде да се потцени вредноста на капиталот, за да може да се купи поевтино, и тоа затоа имаше и судски процеси, враќања, и осудени лица и така натаму. Ако предпријатијата работа добро е добра, како год да било, ако некому носи пари, ако некому носи плата, ако носи данок на државата, добро, нека се закопаат секирите, да не губиме време околу правни играри. Меѓутоа, она што е криминално, што е очигледно криминално, а тоа е само во поединечен случај. Можете вие да речете криминално е све. Тоа е тотална глупост. Додека ескалира ситуацијата во Албанија, Македонија интензивира стабилноста со постојани надворешни контакти. На 19 март, Македонија посетува министерот за надворешни работи на Грција, Теодорос Пангалос. Загриженоста од немирите во соседството не тера да работиме на блискоста. Дали постои опасност од проширување на кризата во Албанија и во соседните земји, мислејќи на нашата? Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος ευρύτερης κρίσης. Το απλούστερο φαινόμενο αυτής της κρίσης θα μπορούσε να είναι η μαζική μετανάστευση από την Αλβανία προς τις γειτονικές χώρες. Αλλά μπορούν να υπάρχουν και ακόμα χειρότερες εξελίξεις. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο, εργαζόμενοι για το καλύτερο. Сакала да замолам за ваше видување на ситуацијата во Албанија.
и за можноста за распоредување на сили на НАТО таму или пак во регионот. Well, as you know, we are monitoring in a very close manner the evolution in Albania, but we do think that this moment the most important help that can be given to Albania is a basic humanitarian aid. We do think honestly that's the best we can do now for Albania. На 24 март Македонија за прв пат ја посетува генералниот секретар на НАТО, Хавиер Солана. Повторна тема е кризата во Албанија и можните последици врз Македонија и регионот. We are very, very happy to be here and to be able to see with our presence here how much your country has done in order to get to catch up the short time to cooperate through PFP and to get as close as possible to NATO. За мене овој период беше создавање на доверба кон нас дека не само што имаме ресурси со кои можеме да учествуваме, но дека сме способни, значи тоа што ќе го преземеме како обврска да го реализираме. Веќе во декември 1997 година го формиравме Комитетот за евроатлантски интеграции кој што почна интензивно да работи на координацијата на сите работи во Република Македонија, на консултациите со соодветните тела во НАТО. Имаше еден период, значи во односите напрема НАТО, каде што ние преземавме од обврски, ги договоревме, но често пати тие останува на хартија и ние често пати беме предупредувани дека тоа не може така. Че НАТО бара, ако ве прашува дали имате вие 50 војници за мисија спремни така и така, да кажете дека е тоа така и дека тоа го имате. Меѓутоа ние ќе кажуваме дека имаме резерва 30.000 кои ќе дојдат на лице место, немаме ни 300. Ако речеме имаме подготвено 100 луѓе, кои ќе дојдат немаме 10 подготвено, значи во тој период значи се создаваше тоа доверие. Околу 1000 војници кои ги представуваат 9 земји учеснички на меѓународната војна вежба Спасител 97 продефилираа на војниот полигон Криволак во близина на Неготино. На 5-дневната вежба, одржана од 12 до 16 мај, беа демонстрирани стекнатите искуства од меѓународната соработка на земјите учеснички на воен план. Дојде врховниот командант на НАТО во Македонија, тој лично нели издаде неколку наредби тогаш на таа вежба, што беше доста интересно за нас и ние да видиме како тоа се одвива. И тоа беше меѓникот од кога веќе НАТО почна со нас да работи на посериозни проекти. На вежбата, покрај припадници на армиите на Македонија и САД, кои беа нејзини организатори, учество земаа и армиите на Италија, Турција, Бугарија, Романија, Албанија, Словенија и Грција. Во 1997 година, односите меѓу Македонија од една страна и Европската Унија и НАТО од другата страна се одвиваат добро и поволно. Унијата сепак одлучува да ги продолжи преговорите, прекинати заради грчкото противење. Преговорите се одвиваат брзо и успешно и спогодбата за економија и трговска соработка е подпишана на 29 април во Луксембург од страна на премиерот Бранко Црвенковски и холандскиот министер за надворешни работи Ханс ван Миерло. Европскиот парламент ја одобри оваа спогодба на 2 октомври 1997 и тоа со големо мнозинство на гласови. Меѓутоа, во јули 1997 Унијата ја објавува така наречената Агенда 2000, во која Македонија не е спомената. Од 9 до 12 јуни, на покана на председателот на Народна република Кина, Џијан Цемин, председателот Глигоров е во прва официјална посета на Пекин. Потоа заминува за САД, каде на 16 јуни е во официјална посета на Белата куќа. Има подолг разговор со председателот Бил Клинтон. И во двете земји Глигоров е пречекан со највисоки државнички почести. Разговарано е за состојбите во Албанија, како и во Македонија. И двете земји безрезервно ја поддржуваат Македонија во незината политика на независна земја. Меѓународната активност на председателот Глигоров станува се позасилена. На 9 јули председателот на Република Македонија учествува на седница на Евроатлантскиот партнерски совет во Мадрид. На 21 септември председателот Глигоров говори на редовната седница на Генералното собрание на Обединетите нации. Таму стварува и повеќе контакти со други светски дипломати.
На 13 декември во Неапол, граѓанскиот Евромедитерански форум за мир му ја доделува на председателот Глигоров Медитеранската награда за мир. Политичката сцена во Македонија се вжештува, а опозицијата се консолидира. На 19 април во Скопје, на обединувачко собрание, се здружуваат Парламентарната либерална партија и Вонпарламентарната демократска партија. За председател е избран Петар Гошев, а за председател на Советот Стојан Андов. Новата партија се именува како Либерална демократска партија. Македонија остана без валидна политичка алтернатива кога Петар Гошев, како председател на Демократската партија, реши да се здружи со Стојан Андов, кој тогаш почна да се представува себе си како опозиција, а влезе во парламентот благодарејќи на дружбата, и тоа интимната дружба со Социјалдемократскиот сојуз на Бранко Црвенковски. Либерално-демократската партија од денес станува најзначајниот политички субјект способен да се соочи со предизвиците на нашата долготрајна и длабока општествена криза. Петар Гошев тогаш немаше трпение да ме слуша и ми рече дека му е смачено да бидеме просјаци како партија, да бидеме изложени на загрозба на собствената екзистенција и дека со либералите ќе добиеме можност да имаме представништво во парламентот и ќе можеме врз основа на тоа да црпиме финансиски извори за да преживееме. Тоа за мене беше купопродажба на една идеја. Таа страна на тој прагматичен чекор не беше добро разбрана од сите. А потоа постојаното колку од нас, колку од вас ќе претендираат на кои позиции, постојано беше присутно и лепдеше. Не е наша судбина само татови, само афери, само грабење, само богатење на грст луѓе, само кланови, клики. Спојувањето беше за некои луѓе многу травматично. Не можеа да го прифатат и тоа предизвика едни големи одлевања од ткивото на тогашната демократска партија во ВМРО ДПМН. Актуелната власт на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Република Македонија дојде на една власт по пат на изборен фалсификат во 1994 година. На 15 мај, ВМРО ДПМН го одржа долго најавуваниот голем протестен митинг во Скопје. Незадоволно од ситуацијата во земјата, длабоката и тешка економска, социјална и политичка криза, партијата побара распуштање на владата, распуштање на парламентот, избор на техничка влада и распишување на избори до крајот на годината. Па, сметам дека беше тоа дел од таа иницијатива, нели, на 220.000 подписи на проблемите кои настанаа во Република Македонија тогаш со приватизациите, со пирамидалните штеделници кои ги направија, нели, луѓето од СДСМ. Многобројните криминални афери, очигледните промашувања во водењето на внатрешната и надворешната политика на земјата, отсутството на каква и да е одговорност за состојбите во земјата, дефинитивно ја промовира во основен генератор на сите кризни состојби во државата. И сметам дека митингот што го спомнавте беше еден од најголемите митинзи во историјата на Македонија и она што беше многу важно, тој може да се претвори во своевидни, како да кажем, директни судери меѓу опозицијата и власта. Власта донесе многу полиција, многу снайперисти и навистина имаше страв дека ќе дојде до судир. Меѓутоа, сметам дека ВМРО ДПМН од тоа време секогаш знаеше кај е црвената линија, секогаш знаевме да го направиме потезот, да ретерираме назад за да не ги загрозиме суштинските интереси на Македонија и мислам дека тоа беше одлика на ВМРО ДПМН во тој период. Власта не ни беше најважната работа. Ние се боревме како политичка партија за власт, меѓутоа секогаш знаевме да ставиме црта и да застанеме. Митинг многу помалуброен, со учество на неколку илјади граѓани, случајно или не, одржан на денот на македонските просветители, Кирил и Методи, и насловен како одбрана на албанското знаме, се одржа во Гостивар. Митингот го организираше гостиварскиот градоначалник Руфи Османи, кој истакнувајќи дека многу албанци војувале под воглавиот Орел и придонале за создавање на Република Македонија,
порача дека одлуката на Уставниот суд не може да го симне албанското знаме од јарболот пред општината Гостивар. Ако власта евентуално провоцира одреден конфликт со народот, ние ќе настојуваме да не доаѓа до тој конфликт, ќе настојуваме преку нашите луѓе да ја смириме ситуацијата и ќе дадеме еден конкретен допринос да сето ова се разреши преку демократски средства, а не преку насилен пат. На 11 јуни во Гостивар е формирана Демократската партија на албанците, начело со Арбен Џафери. Тука ние забележавме една група од 50 униформирани луѓе со црна униформа, нели, со баретки. Што представуваат тие? Дали се некој вид на обезбедување или нешто слично? Па, не можеме баш така да ги наречеме со униформирање, тие се со кошула и значи панталони и со баретки со знакот на партијата, значи на Демократската партија на албанците. Тие се сите дисциплинирани, не се очекува некоја инцидент или било што, туку само вака визуелно представуваат како некоја служба, техничка служба на Демократска партија на албанците. На тој конгрес се величеше Тетовскиот универзитет како еден од најголемите успеси на албанците во Македонија. Бидејќи политичкиот систем се водеше во една насока на еднопартиски систем, тој едноставно невозможуваше диалог во институциите за битни проблеми и прашања кои ги засега односите на двете големи етнички заедници, особено позицијата на албанската заедница. Најжешкиот јули почна со донесувањето на законот за употребата на грбот, знамето и химната на Република Македонија, што представуваше своевидна увертира, 5 дена подоцна да се донесе и законот за употреба на знамињата на националностите. Следниот ден, на 9 јули, во раните утрински часови, специјалната полиција изведе акција со која од собранијата на Гостивар и Тетово беа симнати знамињата на Албанија и на Турција. Неколку илјадна група демонстранти жестоко се спротивставија на полицијата. И тоа беше можеби најдраматичниот и најдолгиот ден во поновата историја на Гостивар и гостиварчани. Повторно до тоа дојде од две причини. Прво, заради тоа што ние преокупирани со сите други проблеми, на време не стигнавме законски да го изрегулираме прашањето поврзано со начинот на употребата на символите на етничките заедници или на националностите, од една страна и од втора страна, што некои представници на албанската етничка заедница немаат трпение да ги сочекаат тие решенија и повторно се обидуваат тоа прашање да го решаваат вон институционално и незаконски. Значи, сега целта беше пак политички, да се амортизира незадоволството кај македонските гласачи поради усвоен закон за знамињата. А од друга страна, ние имавме од луѓето кои ги организира луѓето доле, кои јавно кажуваат дека што, значи, каков и да е тој закон што ќе донесе, нема да важи. Низ градот се водеше вистинска војна. Демонстрантите најнапред фрлаа камења, шишиња, чадни бомби и молотови коктели врз полицијата. Но во похладнените часови почна да пукаат и од огнено оружје, при што 5 полицајци беа ранети. Полицијата возврати. Во немирите загинаа 3 лица, а имаше и голем број повредени. Беа приведени 320 демонстранти, меѓу кои странски државјани, а беше запленето и поголемо количество огнено оружје и муниција. Можда можеше малку помеко да се интервенира, иако Уставниот суд државата ја стави пред свршен чин. Одлуката требаше да се спроведе и повторно е истата онаа приказна дека ако не ја спроведете одлуката, вие давате сигнал дека секој може што сака да направи без последица. Тоа е таа опасност која државата не може да ја прифати. Градоначалникот на Гостивар, Руфи Османи, беше уапсен и против него е поднесена кривична пријава. Неговото судење се одвиваше во октомври истата година. Сметам дека доколку видам ослободен од притвор, ќе видам таквото дело нема да го повтора.
После неколку рочишта, на Руфи Османи му изречена казна од 8 години затвор за предизвикување национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост, за организирање отпор 4 години, а за неизвршување судска одлука 3 години затвор. Истиот ден, кога се случи ескалацијата на насилство во Гостивар, националната валута, денарот, девалвира за 16,1%. Во март 1997 година во посета на Република Македонија беше директор на Меѓународниот монетарен фонд тогашниот гувернер Камдеси. После приемот на излегување во холот, на кој што беве неприсутни само премиерот, јас и Камдеси, он ни препорачува да направиме девалвација. На тоа премиерот му рече, па ние минатата година баравне, вие не ни дозволивте тогаш. Тој му вика, не знам али тогаш било проценка на ММФ дека не е подценет денарот, а сега е таква проценката, а вие одлучете. И премиерот рече, добро, ево ја оставам на Трпевски да одлучи кога и како ќе се спроведе. Главниот проблем беше што по законот денарот е флуктуирачки. И како ќе извршите девалвација на курсот ако денарот е флуктуирачки по законот. Немаш со кого да се консултирам, морав сам со себе да се борам и така се борев скоро 10 дена. И на крај одлучив од кога се затвара платниот промер, во 5 сатот се затвора, ја во 9 сатот навечер ги свикав директорите на сите банки во Република Македонија. Тоа го направив затоа да е затворен платниот промер, да не може да прават манипулации за тоа што ќе му кажам, затоа што ако им кажеш за време на денот, тие можат многу големи манипулации да направат. И тогаш им соопштив дека е донесена одлука денарот да девалвира за 16% и утре на вашите банки од почетокот на работно време треба нова курсна листа да истакнете. Сосема јасно дека девалвацијата направена во 1997 година беше последена со еден сериозен политички спин, кој што имаше и своји последици, се разбира, а тоа беше полициската акција во Гостивар, која што беше темпирана на денот кога треба да се случи девалвација. И така се направи девалвацијата, а она што е позитивно е што не влијаеше на порастот на цените, а сепак влијаеше во тој период на одредено стимулирање на извозот. Веднаш поскапеа производите, повеќето од производите во Македонија се увозни, а и тие што се од домашно производство користат странски репроматеријали, така што се што се продава низ продавници веднаш поскапе, граѓаните примаа исти пари во денари, а со тие денари можеа да купат помалку марки или долари, или кога ќе отидат во странство, практично тие беа посиромашни, а и тука станаа посиромашни бидејќи поскапеа цените на сите производи. Значи беше едно целосно промашување. За да на крајот така се стабилизира економијата, за да се очекува 98 година на нови политички избори парламентарни. На 24 август Македонија ја посетува шведскиот крал Карл 16 Густав. Разговарано е за безбедносната и економската состојба на Македонија, како и за односите со соседите. Шведските трупи во Умпредеп се постојано присутни во Македонија. На 3 септември е пуштен во употреба гасоводот меѓу Бугарија и Македонија, при што во гасоводната станица во село Жидилово, Крива Паланка, пристигнуваат првите количини руски природен газ во Македонија. На 7 септември во Калкута, Индија, на 87 годишна возраст, почина скопјанката Гонџа Бојаджију, во светот позната како Мајка Тереза. Со својата посветеност на Бога и заради незината безусловна хуманитарна дејност, Мајка Тереза е првата личност од Македонија добитник на Нобеловата награда за мир. Истиот ден во Скопје, председателот Глигоров го отвора првиот ресторан на Макдоналдс. Односите со Грција во 1997 година не се подобруваат, ниту пак напредуваат. Пролетта, на 10 мај, во Њу Јорк, амбасадорот Иван Тошевски на Сайрус Венс и Метју Нимиц им го предава меморандумот со ставовите на Македонија за разрешување на спорот. На тоа, посредникот Венс поднесува свој нацрт за решение на спорот, што Грција го одбива. Разговорите продолжуваат, со тоа што на 20 ноември
Амбасадорот Метју Нимиц е именуван за помошник на Сайрус Венс, а подоцна, по повлекувањето на Венс, и за посредник. На 24 декември, во посета на Македонија доаѓа секретарот за одбрана на САД, Вилијам Коен. Се водат разговори за одбранбената соработка на двете земји и за статусот на Умпредеп. Со неговата посета на трупите во Петровец, започнува новиот аранжман на мировниците. Таа година, женската ракометна репрезентација на Македонија за прв пат настапи на светското првенство во Германија. Индира Кастратовиќ со 71 гол беше најуспешен стрелец на првенството. Прв пат се пласиравме на светско првенство 97 во Германија и таму отидовме како аутсайдери. Значи никој не знаеше за Македонија, не знаеа каде. Една велесила, ке кажам, во ракомет Данска, ни беше во група која што беше зачудена кои се овие девојки кога не видоа. Одбиената топка до Велкова и гол. 1-0 за Македонија. Тогаш освоивме 7-мо место на светското првенство. Јас се сеќавам, јас бев со Вале Радуловиќ у соба и секој надпревар искачат, имаш статистика кој е колку голови, ми викат ти имаш до сега најдобра статистика. Ја викам веројатно ние брзо ќе застанеме, пошто сите очекува, ние бевме таму аутсайдери, сите очекува дека брзо ќе се вратиме, да нема да останеме долго. Јас бев прогласена за најдобар стрелец, тоа е прв пат во историја на некои такмичења дека ништо не му дадоа на најдобар стрелец. Се сеќавам дека само амбасадор, кој у Германија, наш амбасадор од Македонија, ми има подарено 71 ружа. Ако те заборавија они, ние не те заборавивме и мислам дека ми е то побитно било него да ми дадат они некој плакета или нешто. Овде ќе се игра по тактот на македонско оро. Спортот е полн со непредвидливи исходи. Тогаш се случи Данска, кога победивме данкини кои беа светски прваци и олимписки. Уште 21 секунда до крајот. Абрамова гол! Марина Абрамова! Шестиот гол на Марина Абрамова. 25-23. Од тогаш данците не паметат и цел живот ќе не паметат, секогаш има проблеми со нас. Данска тогаш го освои светското првенство со еден пораз токму од Македонија. И тоа е едно посебно чувство. Можевме да ја оствариме и со поголема разлика, меѓутоа кога е совладан олимпискиот и европскиот шампион, еден од кандидатите за титула светски првак за ова светско првенство, 25-23. Победа против данската репрезентација. Знам дека тогаш што е таа прва утакмица кога заигравме македонско девојче на сред сала и мислам дека се тоа чувства кои ден денеска луѓето ги паметат и кои одат на некои телевизии. Не можам да го опишам тоа, затоа што тоа треба наистина да се доживее. Над 250 пати ја имам слушано химната на Република Македонија и тоа сето тоа чувство е дури сега морници ми лазат. Можам да кажам дека само оној кој што е спортист може да го доживее.